Благодарам, председателке. Проба бившиот министер со некоја манипулација да каже дека градоначалникот сегашен имал, му доделиле финансиски средства, но не е така. Дали му ги одземавте ингеренциите му ги дадовте на хидросистемот Злетовица и после вие, како министерство, за да не се реализира овој проект, ги одземавте финансиските средства. Да повторам, Општина Лозово нема финансиски средства за овој проект да го направи. И сега тука манипулирате и кажувате дека сте дале финансиски средства, на крајот сте ги тргнале. По однос на вие сами, предпоставувам и зошто, но тоа е друго. За системот Злетовица, долга приказна е тоа. И за наводнување системите, 7 години што не чепнавте ништо. Во ниту едно село не оставивте луѓе да ги работат дефектите, туку конкретно еве во Свети Николе 12 административци вработивте наместо луѓето водарите кои што требаше да ги отклонуваат дефектите. И да не зборувам за немање на вода, за рестрикции и така натаму и така натаму. Долга е темата, широка е темата. По однос на градинките, па зошто ако сте каква пратеничка група сте спремна? Градинка во Лозово имате амандман. Има, во Лозово градинка има, а вие барате уште една. Па нема толку деца во Лозово за две градинки. Така да немојте да манипулирате. И председателки уште нешто. Јас да знаев дека ова ќе биде отчет на АЦО кој што мобинг вршеше врз жените, кандидатот на СДС за Лозово, на СДС, на СДСМ во Лозово, кој што беше мега познат за мобинг врз жените. Јас да сум председателка на форум на жени би била згрозена од таквиот избор, но да знаев дека ова ќе биде отчет, ќе носев и јас отчет за Бошко што направил. Значи, не јас. Вие ја сведовте амандманската расправа на тоа кој градоначалник што направил. Знаат граѓаните на Лозово, кажав, и ќе видиме на 19 октомври ќе се изјаснат сите и ќе си го кажат своето мислење. Благодарам.